повеќето од големите партии имаат организирани центри за комуникација, центри за односи со јавност, нели различно ги нарекуваат и по некој ред на нештата во овие тела би требало да се случува филтрирање кое што го предлагате. По моја информација нема некоја партија, нема ниту една партија таков механизам, но можеби не сум доволно информиран, еве јас не знам. Со оглед на тоа, со оглед на настапите кои што ги гледаме, можеме да заклучиме дека и нема такво нешто. Сега, ова прашање кое што го споменувате е некаков вид на саморегулација на партиите. Јас лично би бил многу скептичен дека партиите можат кај нас во овој момент да се саморегулираат. Тоа го влечам од минати искуства и не само што се однесува на саморегулирање, туку партиите успеваат да избегнат и други видови на регулација од причина што се тесно поврзани со државата, со државните институции, па можат да избегнат разни работи кои што се штетни. Така да јас би бил скептичен дека преку внатрешен филтер ние можеме да постигнеме намалување на штетни наративи. Одговорот треба да го бараме на други места и многу повеќе веројатно во насока на креирање на некоја општествена критична маса против тие штетни наративи. Тоа би било некое долгорочно решение според мене. Па кај нас политичката дебата е изразито воинствена. Често се оди на таа ние нас против тие реторика, се оди на реторика негативна против политичкиот противник. Се оди на се или ништо во дебатата без некои можности за консензус. И во таа смисла мислам дека комуникацијата е така некако. Во тие рамки имаме некоја воинственост, имаме цело време некоја битка, така да некако не мислам дека имаме некоја добра подлога за против овие штетни наративи што ги зборуваме. И оваа комуникација е присутна како меѓу политичките противници, така често и кога политичарите се обраќаат на граѓаните. Значи често политичарите знаат да кажат нешто позитивно за граѓаните, но за некој сегмент од групата граѓани ќе издвојат и некоја или ќе креираат некоја лоша карактеристика, така да слушаме често дека некои се предавници, некои се странски платеници, некои се русофили или не знам што. Така да и во односот политичарите меѓу себе ја форсираат оваа негативна кампања често и против други општествени групи на граѓани. Ова